Ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, на почетокот на емисијата ви најавивме дека наш, но и ваш гостин ќе ни биде господин Тодор Чепреганов. Сега веќе време е да го поканибе да ни се придружи во студиово на Македонски корени преку видеолинк. Господинот Чепреганов, почитувани, е доктор по историски науки и истражувач на современата историја, со посебен интерес кон политичката историја и историја на дипломатијата. Ангажирање во наставата на постдипломски студии, бил соработник на повеќе од 20 домашни и странски реализирани проекти од историјата на Балканот и Македонија. Има објавено преку 36 монографии, зборници на документи и учебници, како и преку 50 статии во домашни и странски списанија. Веќе сме заедно, се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Чепреганов, ако е така, добро утро и добро ни дојдовте. Да, повелете. Добре ве најдов и добар ден и добро вечер за вашите гледачи и слушатели. Добро ви утро и од мене, господине Чепреганов, и ви благодариме што ја прифативте нашава покана и со вашето присуство ги удостоивте сите наши гледачи и слушатели на Македонски корени, а се разбира и нас како уредници и водители на Македонски корени овде во Сиднеј. Со задоволство ја прифатив поканата за да разменеме малку мислења околу македонската историја и вие сигурно се сетевате дека на 3 октомври минатата година, кога ни бевте гости, разговаравме на неколку теми за кои Бугарија упорно се обидува да докажува нешто што е спротивно од историските факти. Меѓу темите беше и темата околу бугарското наметнување на ставот дека биле ослободители, а не окупатори. Еве, една година потоа, прашањето за тоа на чија страна била Бугарија е повторно актуелно, но овој пат, на жалост, оваа тема ја актуализира премиерот Заев и министрите околу него со бришењето на зборот бугарски пред терминот фашистички окупатор. Како ќе го прокоментирате овој потек на Заев и неговата влада, господине Чепреганов? Видите, во ова наша Македонија секојдневно се случуваат работи кои што предизвикуваат реакција кај голем дел од граѓаните на Република Македонија. Помина 80 години од 1941 година, 76 години од завршувањето на Втората светска војна, и замислите, ние денеска се уште зборуваме за нашиот идентитет, јазик и култура, кои што требаше да бидат утврдени. Постојано го обвинуваме периодот 45-91 година дека во времето на комунизмот било забранувано ова, било забранувано она, и дојдовме до 91 година кога Македонија се осамостои. Меѓутоа, дали нешто и се промени? Сведоци сме дека во овие 30 години политиката е многу повеќе присутна од пред 1991 година во мешањето на историјата. Ако предходните во комунизмот тоа го правеа за афирмација на македонската нација и јазик, идентитет и култура, иако по социјалистички терк, денес имаме состојба кога премиерот на државата е главен мак во однос на историската наука. Тој политички ги дава смерниците каде и како таа треба да се движи. И вели дека тие нема да имаат влијание на работата на Комисијата за образовни и историски прашања. Меѓутоа, сето тоа се прави за да се задоволат одредени политички аспирации на одредена политичка елита која сака да направи ревизија на македонската историја. Тоа гледаме дека се прави полека и суптилно. Она како што кажавте и вие, почна со дали биле ослободители или администратори или окупатори, па еве дојдовме до тоа дали се фашисти. Во Струмица, додека беше градоначалник Зоран Заев,
тој уште тогаш го наговести мешањето на политиката во историјата. Кога со Брусилица ги избриша зборовите бугарски од фашистички Куршум. Има споменик на Благо Јанков Мучето, на кој што е напишано дека е убиен од бугарски фашистички Куршум. Заев како градоначалник зема и го избриша тоа бугарски и остана само фашистички Куршум. Заев сака да докаже дека фашизмот нема етничка припадност. Не е точно, фашизмот има етничка припадност и ние историчарите кога зборуваме за време за фашизам и нацизам и секој оној кој што малку се занимава со историја знае на кој период се однесува. Тој што го направи со Брусилица, што го избриша зборот бугарски, дава можност за многу шпекулации. Што ќе се случи ако ние отидеме, јас како историчар отидам на некој споменик и го избришам некој дел од споменикот, ќе бидам уапсен и приведен во полиција. Меѓутоа, Заев тоа го прави сосема слободно. Тој прави вандализам и скрнавење на спомениците. И дури сега најавува дека и ќе продолжат понатаму да го прават истото. Значи, во Македонија на тоа не реагираше никој. И сега ние повторно го правиме тоа. Дали бил фашизам? Јас одговорно тврдам дека не треба и не би смеело да се избрише зборот бугарски фашистички окупатор. Затоа што самите бугари во Бугарија од 1941 до 1991 година во нивните документи изрично стои, значи бугарските комунисти се бореле против бугарската фашистичка влада на Тилов и на царот Борис III. Значи они самите го пишуваат тоа. Не само што Заев настојува да направи ревизија на македонската историја, тој сака да направи ревизија и на бугарската, да ги покаже дека тие не биле фашисти, не биле окупатори, туку биле ослободители и администратори, што е историски глупост. Меѓутоа, работата е докаде тој може да оди во ова, докаде може да оди во распродавањето на се што е македонско за да добие датум за влез за преговори со Европската Унија. Дали ќе можеме да очекуваме тотално обезличување на се она што е македонско, она што ни е во колективната меморија, ќе ни направи лоботомија и ќе ни ја смени колективната меморија. Мислам дека овде имаме една спрега, иако председателот на комисијата, ова што е историската изобразовни науки, вели дека политиката не се меша во тоа, малку јас сметам дека бидејќи комисијата е политичка, колку и да не сека таа има свое влијание. Исто така, тој вели дека ние сме биле братски народ со бугарите, еден ист народ. И сега ние треба да се расправаме дали сме македонци или не сме. Дали со бугарите сме бугари биле до 1944 година, а од 1944 година сме станале оно што сме македонци. Поголема глупост во историјата нема. Затоа што не можете вие преку ноќ да формирате народ и нација. Тој народ, таа нација има своја колективна меморија. Меѓутоа, историските прилики кои што биле и кои што сето тоа го креирале во однос на Македонија е друго прашање. Мислам дека во моментов политиката многу доминира во однос на историјата во Македонија. Ајде едно друго прашање. Дури молкум или да речеме тајно се промовираше откривањето на еден споменик на бугарски полковник Константин Каварналиев во Струмица.
Споменикот бил направен 13-та година, 66-та бил тргнат. Меѓутоа, моето прашање е, дали на вас нешто ви значи Константин Каравалиев? Дали го имате во колективната меморија? И што значи тој за македонскиот народ, кога на споменикот пишува, се борел за својата татковина Бугарија. И господинот Заев тоа дозволи, тоа го направи, а предходно председателот Бранко Црвенковски, кој што испрати до Институтот за национална историја барање да му се одговори дали треба да се изгради таков споменик, му беше одговорено дека нема никаква потреба од таков споменик во Македонија. Ако почнеме ние на сите да градиме споменици во Македонија, кои што биле овде како окупатори, ќе немаме свој споменик каде да ставиме. Исто така, мислам дека со ова се уште ќе имаме уште дебати, затоа што мислам дека премиерот нема кочница во однос на попуштањето само за да добие датум за преговори. Господине Чепреганов, како да не беше доволно ова со бришењето на зборот Бугарска пред терминот фашистичка окупација, премиерот Заев излезе со друг бисер. Македонците биле соработници на фашистите. Имали подлабоко дно од дното. Што поточно сака да каже Заев со ова и на што се должи сето ова? Па водејќи кон сето оно да покаже дека и ние сме биле дел од фашизмот и нацизмот, Заев ја исфрли таа реченица со цел да не можам да разберам кој му е целта. Па каде, во кој систем, во кој општество нема предавници? Секаде имате предавници, земете ги во цел свет. И сега, вината не само тоа што сме биле на страната на фашизмот, него сега демек и ние сме имале фашисти. Опасноста е овде, да не се сака полека, но сигурно да се покаже дека сето она што се случувало во тој период, го направиле македонците под закрилата на фашизмот. Тие биле фашисти и го направиле тоа, а овие биле ослободители и администратори, кои што само се вршеле својата административна работа во Македонија. Ништо не правеле друго. А македонците биле тие кои што биле предавниците и кои што го направили и холокаустот на македонските евреи, стрелањето на децата во Ваташа, Дабничкото клање, убиството на Борис Џонов, Страшо Пинџур, Миличацев. Значи, едноставно се настојува кривицата да се префрли и на нас. Дека и ние сме учествувале у тоа. Тоа е историски тешко, дека ќе може да помине. Затоа што се знае Македонија на која страна е. Македонија во текот на Втората светска војна застана на страната на антифашизмот. И таа за 4 години се бореше без обучена армија. Еден американски генерал има кажано дека најголемиот дострел во Втората светска војна се македонските партизани, затоа што генералот Апостолски без обучена армија, значи со обични селани граѓани направил 100.000 војска и се спротивставил на фашизмот и нацизмот. Тоа не може да се избрише. Сите обиди на оваа политичка врхушка да го направи тоа, со цел да им угоди на бугарите и да ја обезличи македонската историја, тешко дека ќе може да помине кај историчарите. Кај политичарите може. Политичарите си имаат посебна методологија, гледаме што се прави. Се усвои декларација во собранието, ја мислам дека таа декларација, ако му побараат на Заев, уште нешто, тој ниту декларација ќе почитува, ниту ништо, веднаш ќе прифати. Токму така. Ако господинот Заев има вистинско огледало дома и ако застане пред огледалото, сигурно ќе се препознае во она страна на
тие мал број на македонци кои што биле предавници? Сигурно не може да се избегне чувството дека и денес имаме предавници. Човек кој го сменил името на сопствената држава, зашто може да се смета? За херој? Човек кој не го почитува референдумот кој што беше неуспешен за името, тој го направи дека е успешен. Значи, тоа со предавниците оди дури до денеска. Не можете вие да обвинувате еден народ дека бил на страната, имал предавници. Па имал, во текот на Втората светска војна, бугарите се обидоа да формираат контрачети, кои што ги плаќаа, луѓе кои што ги плаќаа, за да се борат против партизаните и да предизвикаат братоубиствена војна. Меѓутоа, тоа не им успеа. Тие контрачети многу брзо се растурија, затоа што отпорот на партизаните беше поголем. И со тоа нивната приказна заврши, а оние кои што соработуваа со бугарите, тоа го имате секаде, земите во Франција, маршал Петен, што е? Да. Французите не викаат дека целиот француски народ биле предавници, имаше движење на отпорот, луѓе кои што се бореа против тој фашизам, имате црно и бело. Токму така, предавниците се со име и со презиме, не може да биде нација. Со цело име и презиме си ги има, се знае сите, кој го предал Кузман, кој го предал Мирчацев, Стражо Пинџур, Борис Џонов, за сите се знае, кој го извршил стрелањето во Ваташа, се е познато. Господине Чепреганов, можно ли е да амнестираме тогашната власт на Бугарија без претходно оваа бугарска власт или било која и да дојде во иднина, да му се извине на македонскиот народ за сите злосторства и масакрирања? Видите, оно што го зборуваме, што сака Заев да го наметне дека македонците биле соработници на фашистите, токму се оди токму кон тоа. Не дека бугарите го извршиле тоа, Холокаустот, дека го извршиле македонците. Меѓутоа, јас велам, бугарите не се бугарски фашисти, тие се нацисти. Затоа што Холокаустот не го извршија фашистите. Холокаустот го извршија нацистите. Го извршија германците, нацистичка Германија е организатор на Холокаустот. Македонските евреи, за да се спасат, бегаа во делот на фашистичка Италија, во делот на Албанија, кој што беше под фашистичка Италија, или во западниот дел на Македонија, која исто така беше дел од Италија. Значи, тие наоѓаа спас до капитулацијата на Италија до 1943 година, септември месец, се крие во државите кои што беа со предзнак од фашистички. Затоа бугарите, според мене, се наци-фашисти. И оно што го кажавте, еден Вили Бранд смогна сили и се извини. Отиде во Варшавското гето, клекна и се извини. Една Меркел пред неколку месеци излезе и кажа дека германскиот нацизам ја отпочна Втората светска војна и нанесе големо зло на човештвото. И ние германците мораме со тоа да се помириме. Бугарите не сакаат да се лустрираат, барем малку да се лустрираат, да се прочистат и да излезат и да дојдат во Македонија и да се извинат. Србите направија, слушнав некој чекор со кој што се извинуваат. И бугарите треба да го направат истото, а не со сила да настојуваат да наметнат работи кои што се надвор од памет. Токму така, извинување овде имаше во Австралија исто од страна на прајм министрот на Австралија пред повеќе години, кога и се извина на абориџаните за украдената генерација. Не е толку тешко да се признаат грешките од минатото. Не знам зошто Бугарија не сака сите овие години да ги признае своите грешки и да се извини за да можеме да тргнеме напред.
знаете што е симптоматично? Затоа што ова што го прави Бугарија се пренесува од генерација на генерација. Треба више од 1870 година. Ајде од 78 година. Од Сан-Стефанскиот мировен договор. Таа идеја за голема држава се уште е присутна кај бугарите. Те не можат да прифатат. Не можат се уште да прифатат дека на оваа територија се формира македонска нација, македонски народ со свој јазик, култура, обичаи, кои што се различни од нивните. Да, сме имале блиски средби, сме соработувале, еве, да им се заблагодариме за тоа што ги по голем дел од нашите бегале во Бугарија, сето тоа не признаа први како држава, но не како нација, и сето тоа со задни намери. Вие одите со отворено срце, они одат со задни намери и гледат се да злоупотреба. Што е абсурд. И јас стално повторувам дека би требало да дојдат, немам никаква омраза. Еве го Заев пушти тоа дека ако сме зборувале за бугарски фашисти, сме ширеле омраза. Каква омраза? Че нема зошто да ги мразам бугари. Немам потреба. Може би ми се и блиски, имаме роднини, се имаме таму. Зошто би ги мразеле? Меѓутоа, треба да се соочите со сопствената историја. Најтешко е да се соочите со сопствената историја. Знаете, кога ќе треба, исто тоа и во фамилијата, кога ќе копате подлабоко, ќе најдете и работи кои што нема да ви се допадна. Меѓутоа, тие се ваши и никој не може да ви ги земе. Тие ќе ве следат со генерации. Како ќе оди сето тоа. И бугарите исто така. Например, австријците долго време не сакаат да се соочат со тоа дека нивните предци учествувале во Холокаустот и го правеле тоа. Меѓутоа, еден професор на универзитет, не знам, некаде 90-те години, презеде проект со кој што покажа дека нивните предци, дедовци, прадедовци учествувале во Холокаустот. И сето тоа австриците го прифатија дека се дел од тоа, не можете да го криете вие со генерации. Една генерација ќе излезе и тоа ќе го изнесе на виделина. Така. Токму така. Господине Чепреганов, во изминатиот период политиката, односно политичарите, особено од оваа владеачка гарнитура, се присутни во полето на историјата и историската наука и по нивни терк го трасираат патот, односно ги менуваат историските факти. Зошто го прават тоа? Мислам на ревизијата на македонската историја. Возможна ли е оваа мисија за ревизијата на македонската историја? Видите, прашањето што и ние овде го поставуваме, целта е јасна. Целта е јасна. Едноставно, со потпишаните договори, со договорот со Грција и со договорот со Бугарија, ние више не сме оно што бевме. Тие договори ја променија Македонија од она што беше пред 17 година, 2017 со потпишувањето на бугарскиот договор и на договорот со Грција. Па видете, со грчкиот договор, вие таму не смеете да кажете дека имате македонско национално малцинство. Видете, може да зборувате за народ кој што зборува јазик различен од грчкиот. Кој е тој народ? Можете да претпоставувате. Не знаете кој е, може да биде секој, може да бидат бугари, срби. Не знам, македонци сигурно не. Исто со Бугарија. Со Бугарија воопшто во договорот не се споменува македонското малцинство. Пазите, каква е таа влада која не се грижи за сопственото малцинство кое што се наоѓа во соседните држави. Ние сме единствена држава која што нема малцинство во соседните држави. Тоа е потпишано со договор. И сега често се поставува прашањето и уште повеќе што ни е наметнато, дека оноа што е на територијата на Македонија од антички период треба да носи ознака дека тоа припаѓа на хеленската култура. Абсурд не виде во светски рамки. Исто со Бугарија. Со Бугарија
нашиот премиер прифатил да стои дека имаме заедничка историја. Па излегува на телевизија, зборува возбуден дека нема никаков фашизам, нема никаков фашизам, тоа било вака, тоа било онака, Бугарија после тоа станала антифашистичка држава. Да, станала, меѓутоа треба да видиме како станала. Како станала и како и беше дозволено да влезе во Македонија да се бори со германците. Учествувала во ослободувањето, да, учествувала во некои борби за ослободување на одредени градови, учествувале бугарската армија, ама исто така и наместо да учествува, па бегале од битките бугарските војници. И тоа треба да се каже. Нема во историјата нешто што да биде скриено. И сега со заедничката историја што правиме? Бугарите се фатија за тоа, подпишано е дека имаме заедничка историја. Заев нашите политичари ја сваќаат на еден начин, дека тоа заедничка сме имале одредени заеднички борби во историјата. Меѓутоа бугарите го сваќаат другачие, дека ние до 44 година сме имале заедничка историја, не заедничка, бугарска историја. Бугарска историја и дека тоа ние треба да го прифатиме сега, треба да го ставиме во своите учебници. И дека Македонија е коминтерновска творба, креација на Тито. И тоа треба ние да го прифатиме за да покажеме дека според договорот тоа имаме заедничка историја, ние сме биле бугари до 44 година. Нешто што не знам кој би можел да го направи, ама еве го направи. Дојде човек кој што тоа го направи. И ја мислам дека уште ќе направи. Така. Не дај Боже. Господине Чепреганов, не дај Боже, ама сигурно. Тоа е. Какво е чувството како историчар и истражувач кога политичарите не ја слушаат историската наука? И каква порака имате до вашите колеги кои го премолчуваат мешањето на политичарите во историската наука? Види, Јон, македонската историографија во овие 70 години може слободно да кажеме дека има постигнато завидни резултати во однос на истражувањата и опусот на објавени монографии. Дали преку Институтот за национална историја, дали преку Институтот за историја при Филозофскиот факултет, дали при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Сигурно дека тие истражувања треба да продолжат, затоа што има периоди кои што се уште не се истражени. Меѓутоа, за жал, во Македонија на истражувањето се посветува многу малку внимание. Државата не вложува средства. Ние самите знаеме, историчарите, кога одиме да истражуваме, на што се правиме за да можеме да останеме подолго за да нешто истражиме. Постојано, реков и на почетокот, го обвинуваме периодот 45-91 година. Дека политиката даваше сметници, да, политиката даваше сметници во однос на науката, на историјата. Дури и еден број од гласникот, списанието на Институтот за национална историја, беше составен од статии од политичари кои пишуваа за одредени теми од македонската историја. Меѓутоа, по 1991 година сметавме дека тој период е поминат. Дека ќе можеме сега сосема слободно надвор од политиката да работиме како што треба, по историската методологија. Меѓутоа, и на почетокот реков, ако тие во комунизмот правеа и некаква контрола, сепак во тој период тие не попречија и дозволија и учествуваа во афирмацијата на македонската нација, идентитет, јазик и култура. Македонија во тој период стана препознатлива во светот. Со своите објавени монографии, книги, уметности, музика, со огромен број работи.
Меѓутоа, денеска што имаме? Денеска, за жал, имаме политократија, немаме демократија и партократија. За жал, тоа е целата вистина во Македонија. Дали политиката влијае? Ја мислам дека денеска политиката е многу повеќе ангажирана во однос на оно што се случува во историски контекст и ги дава смерниците и покрај тоа што некои велат дека не ги слушаме што велат политичарите. Ја мислам дека не е точно. Тие прво ќе нафрлат нешто, а после тоа тие голем дел од историчарите или ќе си молчат, ќе го прифатат тоа така како што е, малкумина ќе изреагираат, меѓутоа караванот си врви по оно што го зацртале политичарите. Не сум за тоа дека историјата треба да биде оставена самата на себе. Историчарите да си ја работат работата. Политичарите, ако имаат потреба, да ја консултираат историјата. Затоа што во Македонија имате Институт за национална историја, Институт за македонски јазик, Институт за литература, фолклор, имате 5 института. Тие се формирани од државата за да служат на државата. За жал, политиката не ги користи. Кога дојдат политичарите на власт, мислат дека го имаат целото знаење што постои и тие без да се консултираат донесуваат одлуки и кога ќе ги направат грешките, тешко се поправаат. Еве еден пример. Велат дека договорот од Преспа и договорот со Бугарија не можел да се поништи. Кого вели тоа? Во историјата се познати илјадници договори кои што биле подпишани и биле раскинати без никаков проблем. Бугарија со Србија има подпишано договор за вечно пријателство. 37 година и соработка за вечно, а траеше само 4 години. Договорот. Еден договор има кој што траел само 2 часа. Така. Господине Чепреганов, следново прашање е поврзано со научната конференција или собир на Ману, која што се одржа во минатиот понеделник, а на која конференција своје обраќање има и поранешните председатели на Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов и Бранко Црвенковски, како и актуелниот председател Стево Пендаровски. Како ќе ги прокоментирате нивните обраќања, кои беа доста критични кон актуелната власт, и дали и тие треба да сносат одговорност за сето ова што се случува со Македонија? Мислам дека тоа што се појавија сите овие трицата председатели на самата конференција по повод организирањето на овој научен собир е за поздравување. И нивното појавување и нивната критична мисла во однос на состојбите во Македонија треба да се поздрави. Затоа што тие како председатели сигурно имаат големо искуство со сето она што го поминале. Исто така треба и самокритички да се осврнат кон она што тогаш го направиле, затоа што времето сепак тогаш и сега е сосема друго, и да ги дадат своите мислења за оно што ни се случува денес. И тоа го направи. На нас не се допаѓало или не ни се допаѓало, тоа е вистината. Оно што го кажа најмногу Бранко Црвенковски, тоа е нашата вистина. Држава која што се наоѓа, која што може да пукне, која што е пред распаѓање. Целосна партократија, заглавена во тоа, корупција по вертикала и по хоризонтална се корумпирано и треба, според мене, председателите поранешни почесто да излегуваат да се јавуваат као коректори на оно што денеска го прави власта. Меѓутоа, кај нас, за жал, не се почитуваме самите себе си. Уште кога беа на власт, знаеме како противничките партии како се однесува
кон председателите, не ги признаваа. Ние прво не ја почитуваме институцијата председател. Дали ми се допаѓал или не ми се допаѓал, тој е председател на државата Македонија. И треба да се почитува. Тоа е сосема друга работа како личност, што како. Меѓутоа, во тие работи треба да се изрази респект. А ние овде поминуваат години и само се расправаме. Овој председател не го признаваме, овој не го признаваме, една партија го признава, другите не го признава и така се однесуваат кон него. Кога не се цените самите, кога не се респектирате, нема да ве ценат и тие од надвор. Затоа што тие од надвор ја гледат вашата поделеност. Наместо да бидеме на македонецот, што му фали? Му фали заедништвото, поделбата, поделеноста која што со векови назад не довела до ова дереđe. И не сме сватиле суштината што значи поделбата. Поради тие поделби, внатрешни, еве и денеска, политичарите се како на нож. Како на нож се, како да се противници од една и од друга страна. И тоа се повторува. Тоа го гледа Запад. Тоа го гледа Запад, го користи и не држи во шахмат позиција. А мојот совет е, председателите треба почесто да излегуваат, како што тоа го прават председателите во другите земји во светот, кои што се користат за консултации. Затоа што сепак имаат поголемо искуство и ги знаат работите. И затоа треба да се консултираат. И тоа е големината на една држава, кога знае да ги искористи своите и научни, и политички ресурси, за да може да оди напред. Така. Да ги остави поделбите на страна. Господин Чепреганов, ќе мора да побрзаме малку, имаме уште едно прашање, можеби две. Пред некој ден стигна информацијата дека иднината на Западен Балкан околу влезот во Европската Унија е се понеизвестна, бидејќи нема усогласеност кај земјите членки. Од друга страна пак, председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајн и комесарот за проширување Оливер Вархеј за време на посетата на Македонија пред некој ден рекоа дека Унијата била спремна да не прими, ама требало уште малку напор да направиме. Ако ги читаме меѓу редови овие последни неколку изјави, дали можеме да заклучиме дека Македонија е многу поблиску да ја затвори вратата на чекалната, ама од надворешната страна? И што е тоа што остане за да го направи ова ненародна власт пред се Заев и министрите околу него? Мислам, знаете како, ако сте забележале, секогаш кога во Македонија ќе се случуваат некои работи политички, доваѓаат овие политичарите од Европската Унија. Кога беше референдумот, еден куп политичари пристигнаа во Македонија или именувањето на името со цел да се покаже дека ја имаат поддршката од Европската Унија. Мене не ме чуди ова што ни се случува. Го знаете оно морковот и стапот. Да. Ние одиме по морковот. Морковот ни бега се повеќе и повеќе, не можеме да го стигнеме. Колку сме поблиску, толку сме подалеку. И ова што дојдува и Урсула и овој другиот, чисто според мене тоа е само еден политички акт со кој што сака да му дадат поддршка дека стават за Заев. А тие зборови дека ќе биде, полека се надевајте се дека ќе се случи тоа, за мене тоа не значи ништо. Знаете што е проблемот? Овде се покажува дали сте политичар или не сте. Што направи Заев? Го вложи името. Го смени на државата. Да беше политичар кој што размислува добро, за да смените име на држава. Знаете што значи? Па ќе барате прием во Европската Унија веднаш, штом го сменам името, веднаш влегувам во Европска Унија. Еден пример ќе ви давам, што е политичар. Тито што направи? Да се откаже прифаќањето на македонците од Егејска Македонија
на силите на ДАК да влезат да влегуваат во Македонија, да им се затвори границата, за да му се даде помош од Англија и Америка. И Тито го направи тоа 49 година. Ама за тоа им рече, ќе ми даете толку и толку пари. И тоа го направи. За жал, за македонците во Егејска Македонија, трагедија. Меѓутоа, и ќе беше уште поголема трагедија, Албанија да не отвореше, да не направеше коридор, да можат 50.000 сили на ДАК да се повлечат во Албанија. Тоа го прави искусен политичар. Заев што направи? Ништо, едноставно го даде името и сега трча лево, десно да ги започнеме преговорите. А Бугарија, за жал, лесно нема да се откаже без да го добие оно што го сака. Така. Господине Чепреганов, за крај сакате ли да ја прокоментирате до сегашната политичка кампања за престојните локални избори? Па што да ви кажам, веќе видено, гледате на луѓето име преку глава од политика, за едно градоначалничко место имате по 7-8-10 луѓе се јавуваат и тоа го покажува односот кон политиката. Секој може да биде градоначалник, секој може да влезе во трка. Не знам, не сум многу политички ангажиран, па да зборувам за тоа. Меѓутоа, секој 4 години истата приказна. Токму така, ние само сега да се надеваме дека ќе има промени. Ќе има промени, дека и редно е да има промени. И потребно е да има промени, затоа што знаете, една власт ако се заседне многу, тоа више води и ние полека влегуваме во автократија. Да. Знаете, тоа више во историјата е познато што се случува. Ви благодариме, господине Чепреганов, за учеството во Македонски корени. Чест беше да се разговара со вас и извлечи мало повеќе од вашето богато знаење и гледање на работите. Имајте си убав викенд таму каде престојувате. Чувајте се, пријатно. Секако до слушање и скоро довидување. Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи и слушатели и се гледаме повторно. Живи и здрави. Да не чекаме 12 месеци да поминат, некако се одолго. Ама Јон, за 12 месеци гледаш какви промени се случија. Да, токму така. Нема кај нас во Македонија имате секојдневно промени. Што ново. Ево и од мене голем поздрав, чувајте си го здравјето, уживајте и Господ здравје да ви дава. И долг живот. Исто и до вас, живи били, пријатно. Довидување.